сега следува уште едно линковско вклучување на нашата Марија на лице место. Зборувавме досега за успешни приказни, но кај нас навистина многу е лесно да се скршне од вистинскиот пат и да се стане зависен од коцкање. Многу од зависниците не се ни свесни дека навлегле во или тргнале по тој пат. Па како да се препозна и како да се спречи зависноста од коцкање, тоа е темата на која што ќе разговараат Марија и Мирјана Јовановска-Стојановска, која што е познат психолог, па верувам дека ќе дадат и добри и корисни совети. Марија, поздрав од студиото до тебе и до твојата соговорничка и повелете со детали за темата која што веќе ја најавивме. Поздрав и до вас. Токму така верувам дека е важна тема на која што треба да се говори, а именно ја одбравме темава по повод овој месец, односно месец ноември, кој е месец на борба против голем број на зависности. Токму по тој повод решивме да говориме за зависноста од коцката, односно зависноста од игрите на среќа, како да се спречи, како се појавува самата зависност, но и да кажеме какви сериозни последици остава врз личниот живот, врз финансиската состојба, но исто така и врз менталното здравје. Повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, психолог Мирјана Јовановска-Стојановска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток, како се создава ова зависност? Еве, можеме да говориме и за возрастните лица, можеме и за помладите. Ако ги земеме за пример помладите, слободно можам да кажам дека оние кои што имаат по 20 години некогаш тоа го сваќаат и како шега. Одат во коцкарници и тоа го сваќаат како пополнување на некое слободно време. Како вие го коментирате ова? Создавање на една зависност, дали од било што, или еден сложен внатре личностен процес во кој се влегуваат и емоционалниот дел, интелектуалниот дел, нашите желби, перцепции, чувства, телесни реакции, социјалната средина. Значи многу комплексно е, затоа и понака ќе зборувам е многу тешко да се лечи, нели? Затоа што е така еден комплексен една творевина, таква една нешто што во личноста се наоѓа, кое огромно влијание има врз квалитетот на незиното живење. Кај младите е доста полесно, нели, да се развие, затоа што се уште не е изградена личноста, карактерот, се гради, желбите, целите во животот се градат, по нервниот систем е поосетлив, така да подложни се на сугестии, на делење на мислења, спремни се да експериментираат, да работат, што не значи дека и кај возрастните, кои веќе ги сметаме за стабилни личности, не доаѓа до појава на зависност од коцкање. И која, пак ќе речам, значи во повозрастните години многу поозбилно го ремети нивното живење, затоа што сите оние добра материјални кои ги имаат веќе стекнато или одат на работа или така, значи страшно страдаат од тоа, а младите да, најверојатно и е забавно, како што реков, веќе експериментираат со животот, сакаат да пробаат, гледаат телевизии, мас медиумите, овие социјалните мрежи, во кои што некој станал милионер, некој милиардер, па си ја пробуваат среќата. И се додека е пробување, тоа е во ред, нели, додека не стане некоја зависност, за да одат да се коцкаат, за да го доживеат тоа што го доживуваат кога ќе дојдат таму, нешто да им се случи одново внатре, веќе не е врзано ни со добивка, ни со статус, ни со нешто што ќе биде цел за иднината, него со самото действие, со самото коцкање. Значи, во тој момент кога некој станува зависен, не размислува за чувство на срам, за оставање на тие сериозни последици врз животот, туку едноставно има порив кон тоа. Па не, во моментот кога доаѓа тој катарзичен дел, да речам, или компулсивен дел, кога треба нешто да се направи, тогаш нормално ги победува сите други содржини кои личност да ги има, нели, и страмот, и мотивациите, и желбите, и соништата, и учењето што го добиваме од социјалната средина, и желбата да бидеме фер,
Значи, луѓето све знаат како треба и што треба. Тоа не се луѓе кои не знаат, на кои треба да им се објасни нешто. Мислам, они точно све знаат, ама она нештото внатре, тоа што е зависно, кога ќе дојде да порасне енергијата во него и да ги тера на действие, тогаш се друго престанува да важи. Кажете ми, во текот на разговорот напоминавте дека е тешко да се излекува таа зависност. Како се лекува? Дали на крајот од денот зависи од самата индивидуа, дали има волја да не биде зависен? Па на прво место доаѓа тоа. Значи, индивидуата да увиди дека сака дека е мотивирана да престане да се коцка, односно да се лечи од зависноста. Зашто сите зависности се третираат како болест. Нели? Добро е кога тој што се лечи е заинтересиран за тоа. Значи не можеш некого да лечиш насила затоа што семејството или тие околу него решиле дека ќе го лечат. Како и за се друго, предпоставувам. Сами ако немаме волја да си помогнеме, никој нема да ни помогне. Па сигурно, затоа што никој не може да не контролира 24 сати. Еве и кога е некој физички болен, или ќе му кажеш не јади сол, и он нема да јаде доека си тука, кога ќе одиш таму, он ќе го насоли јадењето. Така и ова. Значи, тој треба исто лично да биде заинтересиран за лечењето, за процесот, и тоа е еден комплексен и долг процес во кој што би требало да бидат вклучени и психијатар, и психолог, и социолог, социјален работник или сите од околу што можат да помогнат, физиотерапевти и кои пријателите, семејството, значи да ја поддржат личноста да се избори со тоа што се таа зависност која се развила кај нив и да земат некој пат во животот во кој што не сакам да речам нормален пат, него во кој што они ќе добијат корист од своето живење, нели ќе се чувствуваат позадоволно во животот. Пред самиот крај сакам да ги опфатиме малку и помладите. На почетокот напоменавте дека на некој начин можеби е полесно кој помлад човек да се развие таа зависност кон коцката, доколку 20 годишник или еве од 18 до 23 години, предпоставувам, ако се јави таа зависност, како родителите правилно да постапат со своето дете, бидејќи верувам дека во такви моменти родителите повеќе се избувливи и многу остро реагираат. Според вас, како соодветно лице, како правилно родителите да постапат за детето да им оди во вистински правец, што би се рекол? Мислам дека треба да побараат помош. Само тоа? Па најповеќе тоа. Затоа што нешто се случувало многу долго време, значи таа зависноста се развива, не доаѓа од денеска до утре. Се случувало некое време, дали они не приметиле, дали на некој начин учествувале во тоа несвесно. Нормално никогаш свесно родителот нема да направи действие за да си го повреди детето или да го вовлече во нешто, ама се создала некоја динамика. Зошто тоа дошло? Како се развила таа зависност? Како ние не сме виделе до сега? Или сме му попуштале, или сме правиле дека не гледаме, или он криел толку многу добро од нас, зашто да крие? Дели, значи немало доволно доверба помеѓу нас. Како и да е, кое и да е прашањето, кога се станува зборот за зависност, треба да се побара стручна помош. Многу е тешко и дури неизводливо да некој сам во кругот на своето семејство го направи тоа, баш заради тоа што реков дека е многу комплексно, затоа што е така и се создава и многу делови од личноста ги зафаќа, и емоционалниот, когнитивниот, физиолошкиот дел, нели телото како реагира на сето тоа, социјалната средина, значи сето тоа би требало еден така тим на стручњаци да помогнат во сето тоа. Нормално дека и семејството и луѓето што се тука би требало, затоа што е битна нивната поддршка, али можеби и со некоја мала поинаква динамика во која они ќе се најдат како уствари ќе поддржат такво лечење. Еве кратко тоа сакав да прашам, која е правилната реакција, бидејќи можеби во тој момент и нивното дете би одбило помош од стручно лице. Како они правилно да изреагираат доколку детето одби и не признава на некој начин дека има таков проблем, односно дека има таа зависност? Тешко да ви кажам како, значи не постои некоја формула која сега јас ќе ја кажам и еве ако утре одат и го речат тие 3 реченици,
тоа ќе биде златните врати ќе се отворат и ќе може да комуницира. Значи ние до тогаш веќе сме пропуштиле нешто во комуникацијата. Значи ќе бараме начини со трпеливо, со карење, со викање, значи само може да се создаде отпор. Знам дека не тера тоа, еве и јас сум родител, некогаш не тера действијата на нашите деца да викнеме, да се испокараме, ама тоа не води кон ништо. Никаде. Особено не кон решавање на проблемот. Значи, да, можеме да се испразниме ако сакаме да идеме да се скараме на пазар со некои пријатели или да се извикаме некаде или меѓу себе, да се испразниме нормално, затоа што е стварно шок и стварно е нешто што родителот може ги согледува последиците, затоа е и така исплашен и затоа му иде да вика. Ама ако сака да му помогне на детето со викање, со карање и тоа, мислам никогаш резултати нема. Еве ние имаме докази, значи луѓето кои одат во затвор секогаш прават рецидиви, никој со лошо нешто не се добива резултат. Така да се седне, да се разговарат заеднички, да се оди, да се посети, нека ода да посетат некој стручно лице, можеби тој ќе им каже како заеднички ќе бараат. Значи тоа нема да биде од денешка одма. Разговор, пак заеднички, одење некаде заеднички, заедничко поминато време, вклучување на разни професионалци кои ќе помогнат во комуникацијата, можеби заедничка, да се најде некое заедничко решение. Значи, тешко е, не е едноставно, комплицирано ќе биде, али вреди. Вреди затоа што зависноста од коцкање е болест и би требало да се излечат младите од тоа. Ви благодарам за одвоеното време, што имавме можност да говориме на една важна тема. Да, ви благодарам и вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации повторно беа од корист за нашите гледачи со оглед на тоа дека говоревме за една зависност која што е се почеста во нашето општество, зависноста од коцка, говоревме за тоа какви сушност последици остава врз личниот живот, врз нашето ментално здравје, но воедно и како се спречува и како се лекува самата зависност.